Дозволите ми на почетокот да ве поздравам и да го изразам моето големо задоволство што денес имаме можност да промовираме 29 нови дела од едициите Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа и светското книжевно богатство, кои се вбројуваат во капиталните проекти од оваа сфера, со кои во изминатиот период го напредивме книжевниот, пред се преведувачкиот и издавачкиот амбиент во Република Македонија. Ова се проекти со кои јасно ги демонстриравме заложбите на владата на Република Македонија и Министерството за култура да го подигнеме пред се нивото на општата интелектуална култура во нашата држава, да ги едуцираме младите генерации и да ја развиеме нивната перцепција пред се за вистинските вредности. Денеска пред македонската јавност презентираме 12 нови дела од едицијата Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа, кои на едно место сублимираат 366 висококвалитетни изданија во кои се содржани најзначајните сознанија и вредности обликувани во историјата на општествената и хуманистичката мисла од антиката до денес. Досега пред македонската јавност промовиравме 162 дела од овие научни дисциплини, кои наидоа на навистина огромен интерес пред се во академската средина, кај студентите, постдипломците, докторантите на филозофскиот и другите сродни факултети од хуманистичките науки. Во рамките на денешната промоција представуваме 5 наслови со филозофска тематика, 2 книги со историски контекст и 5 дела чии фокус е истражувањата од сферата на психологијата и психоанализата. На наше огромно задоволство денес имаме можност да промовираме и нови 17 наслови од капиталната едиција Светско книжевно богатство, која ги поврзува и ги обединува на едно место литературните вредности кои низ децениите наназад ги освоија најпрестижните книжевни награди. Ова се дела кои досега во најголем дел не беа преведени на македонски јазик и не беа достапни и на нашата читателска јавност. Пред македонската читателска публика денеска промовираме 5 книги на автори на кои им е врачена наградата Гонкур. 4 дела кои се вреднувани со еминентната книжевна награда Букер, 4 дела кои се наградени со признанието Ханс Кристијан Андерсен, 2 дела добитници на наградата Стрега, како и 2 дела кои се закитени со реномираните книжевни награди Бихнер и Сервантес. Со овие 17 наслови, бројот на промовирани дела од оваа едиција се заокружува на 120 книги од вкупно предвидените 316 изданија од светската културна ризница. Сите овие изданија кои се создадени низ разните меридијани и времења, овие книги со сензационален број на продадени примероци, се непроценливо богатство за нашата култура и во тој контекст уверена сум дека времето ќе ја потврди дополнително оправданоста на сите наши заложби преку овие капитални едиции од областа на издаваштвото да ги достигнеме през се стандардите на постарите и поразвиените културни средини. Се реализираа многу проекти и се промовира целосно, морам да кажам, тоа беше 135 тома македонската книжевност со превод на англиски јазик. Истата едиција имаше антологиско издание на 6 други странски јазици и сето ова беше дистрибуирано до над 400 странски библиотеки, сепак и странската јавност да биде поблиску до нашето македонско книжевно богатство. Ќе го спомнам целосно завршениот проект превод на добитници на Нобеловата награда за литература, кој опфати публикување на 109 книжевни дела, така да секоја година секој кој што ќе се здобие со оваа Нобелова награда, нашата национална установа Универзитетската библиотека веднаш го преведува, така да оваа едиција континуирано ќе се збогатува со секој нов превод на она дело кое што има добиена Нобелова награда. Ќе ја спомнам едицијата Звезди на светската книжевност, која на едно место обедини 560 врвни книжевни изданија. Тука и антологијата на светската поезија, која во 5 тома го сублимираше најдоброто од светската поетска мисла низ вековите, како и антологијата на македонската литература за млади и деца, која најзначајните поетски и прозни книжевни форми, кои изминатиот период извршија големо влијание врз развојот на целокупната македонска литература за деца и млади, ги соедини во една многу значајна едиција, тоа е самата антологија. Ке завршивме еден дел од капиталната едиција Македонски искушенија, каде што голем број на документарни, историски,
филмови се преточија во книга и во самата книга се наоѓа тој документарен филм. Ова едиција продолжува, како и овие два проекти кои што дел од нив промовиравме денеска. Овие проекти, сакам да напоменам, дека несомнено ги обединија сите креативни редакцијски, преведувачки, издавачки и печатарски потенцијали во нашата држава, што мислам дека е многу значено за тој сектор и мислам дека за прв пат се прави едно вакво обединување. Реализацијата на овие проекти потврди дека кога ќе ги слушнеме и добро ќе ги разбереме потребите на нашата културна средина, заеднички можеме да реализираме проекти кои се гордост на македонската култура и држава. Проекти кои се вредно наследство пред се за нашите идни генерации. Во тој контекст би сакала да им се заблагодарам на сите оние кои го вложија својот професионален ангажман и труд во реализацијата на проектите чии дела денеска ги промовираме, но и на останатите едиции. Благодарност голема до сите издавачки куќи, до преведувачите, лекторите, сите оние кои што работеа на поговор, на предговор, до сите оние редакции. Голема благодарност пред се до владата на Република Македонија за поддршката во реализација на овие едиции и се разбери и во оваа прилика како и секогаш сакам посебно признание и благодарност да упадам до председателот Никола Груевски, со чија што поддршка верувајте дека Република Македонија се брои меѓу земјите кои со достојно внимание ги пренесуваат светските книжевни вредности во сопствената културна средина, поточно во нашата држава Република Македонија, за тоа ви благодарам. Сосема на крај ќе посакам сите овие едиции и капитални проекти да бидат придобивка за генерациите по нас и сведоштво за нашите благородни пред се намери да создадеме вредности кои трајно ќе бидат вградени во македонската култура.